Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за мајкот на. Ристо Трајковски е кореограф и спортски тренер, кој дел од својот живот вградил во спортот и фолклорот во Охрид. Денес, во третото животно доба, Трајковски е активно вклучен во организирање на спортот и фолклорот во Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Фолклорот и спортот се неизоставен дел од животот на професорот Ристо Трајковски. Тој успеал да направи вистински избор и хармонично да ги согласи овие две активности. Иако навидум спортот и фолклорот немаат ништо заедничко, сепак, нивна заедничка карактеристика е физичката активност и добрата кондиција. Уште во младоста, Трајковски избрал спортот да му биде животна професија, а фолклорот хоби, од кое не се одвојува ни денес во третото доба од животот. Велат, човек е среќен кога успева задоволството да го претвори во животна професија, а токму тоа му успеало на Трајковски. Како голем влюбеник во фудбалот, велосипедизмот и атлетиката, заминува на студии на Факултетот за физичка култура во Ниш, а потоа во Приштина. Додека студира, се пријавува на аудиција и избран е за член во професионалниот приштински ансамбл Шота. По завршување на студиите, знаењето и искуството во овие две области успешно ги применува и развива во Охрид. Трајковски е еден од основачите на културно-уметничкото друштво Гердан во 1968 година и е во неговиот состав се до 1984 како играорец, кореограф и раководител на фолклорната секција. Станува и професор по физичка култура, атлетски тренер, инструктор за спортска рекреација, како и директор на спортскиот центар Билјанини изори. Љубовта кон фолклорот и спортот ја пренел на генерации и млади охриѓани, а дал свој придонес за развој на спортската култура во градот. Еден од организаторите на Охридскиот атлетски маратон. Денес, иако навлезен во 73-та година од животот, е активен. Председател е на Комисијата за спортски активности при Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца, а во рамките на Сдруженијето раководи и со културно-уметничкото друштво Далга. За својот придонес во развојот на спортот и фолклорот во Охрид е добитник на бројни општествени награди и признанија. Со културно-уметничкото друштво Гердан во 1973 година ја добиваат и општинската 7-ноемвриска награда. Животната приказна на Ристо почнува од родното Долно Лакочереј. Љубовта кон спортот и фолклорот датираат од неговите рани детски години, од семејниот дом на таткото Владе и мајката Љуба Трајковски. Таму сум роден во едно семејство кое се занимаваше со земјоделие и сточарство. Јас помагав во таа работа и сум соживеан со буквално во таа селска средина, со сите навики, обичаи и традиции што се негувале во селото во тоа време. Своето образование го завршив во моето село, основното образование, а осмолетка, што ја викавме тогаш, завршив во селото Косел, бидејќи Косел беше тогаш општински центар и единствено таму имаше осмолетка и ние од Лакочереј патувавме 7 километри секој дневно, до таму и назад, посетувајќи го до осмо образование, образовниот процес таму. Во исто време јас се стекнав и со соодветните знаења од областа на образованието, но поред тоа и со спортскиот дух, кој што се негуваше
во училиштето и со фолклорните традиции, односно играорната група или играорна секција која што имаше во оквир на училиштето во село Косел. Така да ние скоро, јас секогаш бев во екипата на училиштето која што се надпреваруваше во фудбал, во атлетика и други спортски дисциплини, но истовремено бев и во фолклорната секција, каде што се негува ора и песни од нашиот крај и настапувавме и меѓу училишни надпревари во фолклорот, но и на меѓу општински надпревари, така да во тој домен можам да речам дека како ученици уште успеавме да го освоиме првото место во Охрид на една фолклорна манифестација од основните училишта на Охридска околија тогаш. Прв учител по спорт и фолклор му бил Блаже Јовановски од Подмолје. Тој буквално своите ученици ги задоил со овие две активности. Им ја пренел културата на спортување и фолклорната традиција. Трајковски се навраќа во сеќавањата од своето детство. Мотивот и љубовта за да се негува и спортската активност и фолклорната активност. Затоа што ние како ученици тогашни, тоа ни беше, освен образовниот процес, една од битните дејности кои што се занимававме во тоа време. Немаше тоа време ни телевизија, ни нешто посебни некои други активности, него тие беа само дејности кај што ние самите требаше да произведиме програма, да учествуваме во програмата во активностите, а не да сме само неми посматрачи на таквите спортски или фолклорни надпреварувања или активности. Голем број на мои другари тогашни, кои што веќе се сите возрастни, некои се и починати, имаме големи активности и голема љубов према таа активност што ја обавувавме, така да со своји облеки, со своји и спортски, а и со своји облеки народни носии што ги имавме, се облекувавме и настапувавме на сите тие приредби, свечености и фестивали и други активности каде што имаше потреба. Сеќавањата не избледеле кај Трајковски и за првите чекори од наученото оро, за добрата физичка кондиција. Првото научено оро беше шопска петторка. Тоа оро и ден денес јас одно можам и сега да го заиграм, затоа што е влезено во меморијата, во чипото на таа активност. И не може да се заборави. Кај фолклорот има традиција, но и таму има физичка активност, затоа што треба и мисловно да ги памтиш чекорите, ората што се играат, но истовремено и да си физички спремен да можеш да го одиграш, значиме како што се нашите потешки правото оро, па женското пуштено оро, па и тешкото дури да се одигра. Средното образование го продолжува во Битола, а високото во Ниш и Приштина. Спортот го избира за своја животна професија, а не се откажува од својата голема љубов, од своето хоби и игра фолклор. За да биде успешен еден фолклорист, прво треба да има љубов кон традициите, за оние кои што зборувавме, за народниот мелос кој што го има, но потребно е да има и соодветен талент за таа активност. Не може секој да биде играорец или фолклориста. Јас мојата активност по завршувањето на основното образование ја продолжив во Битола во средна школа, но по завршувањето на средната школа продолжив на Висшата школа за физичка култура во Ниш. Бидејќи на соодветната стручност немаше работа и во тоа време, пазите, имаше проблем за вработување пред 40-50 години, ама не ваков проблем како што е денеска, али сепак постоеше проблем за вработување. Но бидејќи во Ниш немаше сместување во студентски дом, а немавме доволно средства за приватно да бидеме сместени, јас морав да се префрлам на Висшата школа за физичка култура во Приштина,
таму имаше студентско сместување и искористив прилика фолклорниот професионален ансамбл Шота баш во тој момент бараше играорци на аудиција за прием во своето членство. Бидејќи јас веќе имав некакво искуство од фолклорот, а и љубов за таа активност, се пријавив на аудицијата и бев примен за професионален играч во овај ансамблот Шота во Приштина, така да таму имавме програма од цела Југославија, од сите републики од бившата држава, така да се стекнав со едно големо искуство, со едно големо сознание и за другите фолклори на другите народи од Југославија. Имавме огромни турнеи и патувања низ цела Југославија по месец, по 20 дена, така да се стекнав со соодветно знаење и големо искуство од таа област. По завршување на факултетот, Ристо Трајковски како професор се враќа во Охрид и се вклучува во формирањето на Куд Гердан. И кога се вратив во Охрид, фолклорниот ансамбл Гердан се уште не беше формиран, него Наум Гавриловски имаше само оркестар со 5 или 6 со инструменталисти и тие по иницијатива на Наум Гавриловски, а со поддршка на Миле Волкановски, директорот на Охридско лето тогаш, има желба да направат и фолклорен ансамбл. Ансамбл Гердан е формиран 1968 година, кога ме повика мене Славко Ѓорговски и Перо Спировски, кои што претходно веќе посетувале известно време активно за таа работа, али бидејќи знаа јас дека сум играорец веќе, познат како професионалец, и јас отидов таму и почнавме одма да формираме програма. Прва програма беше, јас го поставив Охридскиот сплет. Тоа се игри и песни од Охридски крај. Тука морам да ви споменам дека на Факултетот за физичка култура во Сараево, тоа е ова дипломска работа, јас, бидејќи бев познат играорец, професорката Мандич Равиојла ме ангажира да обавезно јас имам дипломска работа од областа на фолклорот, и тоа охридски фолклор. Така да јас во тоа време навлегов длабоко во сознанијата на охридскиот фолклор, испитувајќи да ја припремам дипломската работа и трпејќи искуства и знаења од неколку најстари тогашни играорци и песнопојци како Илија Зимбо, Стефан Чочегот, Пиперкова Васе, Китрозовски браќата и други кои што беа познати играорци и песнопојци. Така да со тоа јас успеав охридскиот сплет да го поставам во онаа форма изворна која што вистински се изведувала и денес. Со културно-уметничкото друштво Гердан следуваат настапи дома и концерти во странство. Бевме аматерски ансамбл, но со професионални обврски, раскажува за тие времења Трајковски. Навираат сеќавање и за останатите играорци, овековечени на една фотографија сликана пред Хотел Палас во далечната 1968 година. Ево, јас сум првиот, Перо Спировски, потоа Боро Најдески, Кире Стевоски, Климе Тодоровски, Славко Ѓорговски, Слободан Крлески и Шапкаровски Илче. Тоа е првиот состав на Куд Гердан од 68-та година. А во женскиот состав исто така имавме, штета што немам таква фотографија тука. Тука имавме исто
најповеќе македонка, се по име ќе кажам Ристовка, Ристана, Ѓорџивка, потоа Илинка, Севда и не можам да се сетам вака. Васе Тодоровска, да, Васе Тодоровска. Ние во текот на една година настапувавме по 50 до 60 концерти во текот на годината и то настапувавме за сите гости што доаѓаат. Сите премиери, председатели, цареви, кралеви, принцези, за Тито имаме играно кога дојде во посета на Охрид, така да немаше друг ансамбл, ние бевме прв ансамбл или културно-уметничко друштво во Охрид и настапуваме за све што ќе дојдеше, што е значајно за Охрид, за туризмот, за градот, за Република Македонија. Трајковски со членовите на ансамблот Гердан одиграле голем број концерти пред многу важни личности како што се поранешниот југословенски председател Тито и холандската принцеза Маргарета. И ние настапувавме во Хотел Палас, тоаш Хотел Палас беше единствен и најдобар хотел. И спремни да го изведуваме Комитското оро. А во Комитското оро имаме и ножеви, и пиштоли, кубури, оние стари. Така да, кога пред да излеземе на сцената, одма обезбедувањето не запира, не пушта никако да настапиме пред Тито да ги провереле кубурите и ножевите. А сето тоа беа сувенири буквално, така да настане едно комешање со обезбедувањето и со нас и додека се убедивме во тоа, па после настапивме онака како што треба со комплетна опрема и реквизити. Тоа едно како едно доживување беше. А друга анегдота позабележителна беше гостувањето на принцезата Маргарита во Хотел Славија, тоа се одвиваше, а обезбедувањето беше огромно, да биде на високо ниво, никој не смее да приди до гостите и ние како ансамбл нормално настапивме со своја програма и после програмата јас и Сонја Билкова тогаш му приредивме изненадување, по еден поклон му дадовме на принцезата и на нејзиниот сопруг и во исто време јас се поканувам принцезата да игра. И таа со голем кејф стана, игра, се врти на сите страни, а обезбедувањето од зад вратата таму ми прета таму, ќе видиш ти кој ќе заврши сега, што ќе те најди, али задоволството беше огромно, така да помина све во најдобар ред и немаше никаков проблем. Трајковски со нескриена жар зборува за фолклорот, но од разговорот се надзира и неговата голема љубов кон спортот. Јас како спортист најпоќе се занимавав, уште во моето село бев, ви кажа, фудбалер, во фудбалскиот клуб Единство, која се надпреваруваше во фудбалската општинска лига. Потоа бев исто времено и велосипедист, на велосипедски трки учествува, кој што ги организираше општината во тоа време и бев првак во општината, па добив награда една гума надворешна, па ми беше ставена тука. И така да, тоа беше голема награда за тоа време. Не беше така лесно и ефтино да се најди гума надворешна. И поготово тие две спортски гранки ми беа најбитни, а и љубовта према кошарката, ракометот, во тоа време беа модерни игри кои што доаѓа, па се појавуваја, освен фудбалот, значи, така да тие во значајни како повеќе како тренер и во атлетиката, исто така, повеќе како стручно лице, како тренер, после се ангажирав да ги исполнувам, припремам младите генерации. Така да, по завршувањето на факултетот, кога во исто време започна и изградбата на спортската сала, на спортскиот центар во Охрид, и тоа беше негде
75-та, 76-та година. Јас како општествен работник учествував и во одборот за изградба на спортскиот центар. Миле Новаковски ни беше председател на одборот, така да таа беше иницијатива потекната од Југословенската народна армија, бидејќи требаше се држи армиско првенство во Македонија, а Охрид беше избран за таа намена, а Охрид немаше спортски терени. И со таа иницијатива и поддршка од општината и од тогашниот СИЗ за физичка култура, започна изградбата на овој спортски центар, што денес го носи името Билјанини извори. По заминување во пензија на тогашниот директор Павел Мишевски на спортскиот центар Билјанини извори, Трајковски станува директор и продолжува со свој допринос за развој на спортската култура во градот. Започна иницијатива за изградба на универзална спортска сала. Таа иницијатива беше поддржана од сите спортски работници, спортски клубови во Охрид и со поддршка на општината, со распишан само придонес од општината, во 69 година се постави камен темелникот на универзалната спортска сала во Охрид. Тој камен темелник го постави Кире Наумов како председател на извршниот совет на општината Охрид и јас како директор на спортскиот центар Билјанини извори. И така започна изградбата на овој објект, кој е преубав објект, кој е еден од објектите кои ги исполнуваат и меѓународните стандарди за одржување на надпревари од ракомет, од кошарка и одбојка заедно со и гимнастика. Значи, тие неколку спортови кои што се одржуваат во сала, ги имаат сите услови за одржување на меѓународ и затоа во текот на мојот мандат, кој што бев скоро 4 мандати директор таму, се одржаја врвни спортски манифестации од светско првенство во ракомет, од европски првенства во кошарка и ред други фудбалски репрезентации доаѓаа на припреми. Нашата југословенска тогаш репрезентација беше на припреми во Охрид. Така да спортскиот центар Билјанини извори представуваше еден од најдобро организираните спортски објекти во Македонија за тоа време. Ние, јас како стручно лице, организирав екипа за бусеновање на фудбалски стадиони. Тоа е реткост права во Македонија, права реткост беше во Македонија да се има таква екипа која ќе изврши реновирање на фудбалските тревнати терени. А ние тоа го имавме и за тоа извршиме бројни реновирања низ Македонија на стадиони кои што беа запуштени, неодржавани, така да на тој начин имавме и прилив на доста финансиски средства и можеме да купиме и други машини, алати, па превозни средства, комби, бус купивме, возило, лада купивме и бројни други потреби кои што ги имавме за тоа време. Така да со една мала екипа од 10 луѓе, ние ги одрживавме сите спортски терени, дури успеавме да реновираме и други терени низ Македонија. Зад секој успешен маж стои цврста и стабилна сопруга. Во неговиот случај е сопругата Митра, учителка во пензија. Тие лани одбележале 5 децении брак. За сопругот да биде успешен на двете полиња, Митра се грижала за синот Мики и керката Гордана, на кои им садиле љубов кон спортот и фолклорот, а тоа го пренесле и на внуците Михаил и Кристина. Колку е голема нивната љубов и доверба во заедничкиот живот, Митра ни открива што запишала во незиниот дневник. Не да беше лесно, меѓутоа со љубов, со разбирање, со довербата што ние еден кон друг ја имаме, се издржуваше. Често пати се случуваше децата мали, и јас останувам дома сама, тој на пат со Гердан или со спортските активности, меѓутоа јас никогаш во овие 50 години заеднички не му замерив.
Можам да кажем покрај тоа, што тој толку зборуваше за неговите успеси, за неговите резултати, кои што се многу бројни. Јас ќе кажам и нешто друго. Пред се, мојот сопруг е прекрасен човек, исполнителен, доследен, принципиелен, човек идеален сопруг, ако можам да кажам. И уште добар, односно пример за добар родител и татко. Во овие 50 заеднички години, јас ама баш немам ништо со кое што можам да му замерам. Во текот на овие 50 години, јас водам свој дневник, во кој што можам да прочитам, вие не мора целото да го кажувате, од нашите денови заеднички по повод нашата заедничка златна свадба. Неодамна, во јануари, ние навршивме точно 50 години од нашиот брак. Само неколку стихови да прочитам. 50 заеднички години. Како вчера да беше, го паметам денот кога прв пат те видов. Сончево септемвриско пладне. Јас млада, убава девојка, а ти прекрасно момче, кое секоја девојка би го посакала. Погледите ни се пресретна. Тоа значеше пријателство. Другарувавме така, секогаш заедно, се додека еден ден рацете сами си ги подадовме, а нивниот допир значеше љубов, неизмерна љубов. Така започна нашата врска, силна, нераскинлива. Времето го минувавме среќни, задоволни, влюбени. Среќата беше толку голема, што јас почувствував дека ти си тој вистинскиот што ќе ме одведе до олтарот на заедничкиот живот. Среќата неизмерна, љубовта незаборавна, животот прекрасен, на радоста никаде крај. Од нашата заедничка љубов ги добивме нашите деца со кои се гордееме. Животот минува, тече, исполнет со радост, обврски и потешкотии, тажни настани. Не ни беше се така лесно. Ние успеавме се да надминеме со разбирање, со разговор, со довербата што еден кон друг ја имаме. Годините минуваа и еве испроивме 50 заеднички изминати. Ја дочекавме нашата златна свадба. Сега во поголемо семејство, со нашите деца и внучиња. Сега сме уште посрекни. И сега, ако некој ме праша, дали сум задоволна и срекна од животот со тебе, јас ќе кажам, и повторно кога би требало, би те избрала тебе. Денес Митра и Ристо Трајковски во третото животно доба се активни во Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Членуваат во спортскиот клуб и фолклорното друштво Далка. Тие заедно со колегите постигнуваат забележителни настапи и освојуваат бројни награди. Трајковски тука се вклучува во организирање на двете полиња за животот на своите колеги пензионери да го направи што поактивен и поисполнет. Тој го споменува и последното учество на Илинденски денови, каде што настапиле со сплет на охридски староградски песни на Сараиште и го освоиле првото место во силна конкуренција. Со самото пензионирање мое, јас бев исто така повикан во Сдруженијето на пензионери за спортските активности на Сдруженијето, кое ги имаше и предходно, но во 2011 година бев избран за председател на Комисијата за спорт на Пензионерското Сдружение Охрид и Дебрца во Охрид. И во составот на комисијата беа уште неколку колеги како Миле Христовски, Иван Дачиновски, Владо Милошевски, Беадин Доко. И ние вистински се зафативме со проблемот да нашата екипа спортска, пензионерска успее да има што поголеми резултати. И од 2011 година ние буквално направивме селекција на спортистите, ги мотивиравме спортистите со одредени спортски опреми, реквизити, така да
се избраја суди и соодветни кои што да и познаваат судиските правила за организирање. Одредивме капитени, односно одговорни лица на секоја спортска дисциплина и од 2011 година до 2016 сме убедливо прваци на Македонија во 11 спортски дисциплини и во женска и во машка конкуренција. Значи сме непобедливи. Професорот Ристо Трајковски упатува топла препорака до сите пензионери да бидат активни, да го исполнат своето време со спорт и рекреација. Само со позитивен став кон животот, да си го направат квалитетен животот и во третата доба, да одвојат и посветат време за себе, да дојдат да спортуваат и членуваат во фолклорната група Далга и да се дружат во Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца со останатите членови од Сдруженијето. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.